Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Нашето внимание вечерва е насочено кон две од повеќето вести на денот и последиците од нив. Најавата на Никола Груевски дека ќе поднесе оставка и одземањето на имунитетот на 6 мина пратеници. Зошто Груевски токму во овој момент реши да обелодени дека ќе се повлече? Дали тоа ги подобрива позициите на ВМРО ДПМНЕ? Што би биле следните чекори на партијата? Дали таа ќе се радикализира и дали може да се радикализира? Што би значил бојкот на работата на собранието ако се има предвид искуството од ваквите потези на СДСМ во минатото? По последните настани, какви ќе бидат последиците за реформската агенда, за преговорите за името и по-генерално за интеграциите во ЕУ и НАТО? Ова се прашањата за кои вечерва ќе разговараме со поранешниот министер и пратеник Имер Селмани и аналитичарот Сашо Клековски. Ќе отвориме и темата за збунувачки за честените лидерски средби кај Ѓорги Иванов и за влечењето паралели меѓу настаните од 27 април и они од 2001-та, врз чија основа се слушаат повици за амнестија на учесниците во упадот во парламентот. Крајот и вечерва е резервиран за саботажа. Останете на Алсат, дебатата е по кратка пауза. Гледате 360 степени. На денот кога собранието им го одзеде имунитетот на 6 мина пратеници од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, партијата продолжи со протести пред Кривичниот суд и блокирање крстосници во Скопје. Вечерашниве активности дојдоа само неколку часа откако Никола Груевски во интервју за Курир најави дека ќе поднесе оставка, како што вели, пред органите на партијата. Неколку стотини граѓани и денеска дојдоа на протест пред Кривичниот суд. На нив им се придружи Никола Груевски, лидерот на ВМРО ДПМНЕ. Тој остана воздржан на прашањето околу неговата најавена оставка. Меѓутоа, од она што можевме да го видиме денеска, евидентно е дека се уште ужива одредена поддршка од симпатизерите и членството. Друг коментар, зашто? Немам никаков. Сега решите пред анализата да ја донесе партијата? Не би коментирал ништо друго, ве молам. Четврти ден поддржувачите на ВМРО ДПМНЕ излегоа на протест пред институциите. Пред Кривичниот суд и денеска побараа ослободување на притворените лица поради учество во инцидентот во собранието на 27 април. Дел од собраните бегаа од камерата и говорите им ги препуштија на политичарите, но имаше и такви кои имаа порака за јавноста. Бевме и во собранието, јас сум еден од тие и кажувам дека кога ќе дојде зимето ние пак ќе влеземе. Без напред-назад. Име не се предава, нити е мое, од прадедовци е името. И ние ќе поддржиме сите собери, мировно, како што одевме 70 и кусур дена, и ние сме јасно гласно наместени од власта сегашна, сега овие што се предавниците, сме наместени да испаднеме дека ние сме поголеми золумџи. Прочитавте ли слушнавте дека Груевски најави оставка? Да, Ваше мислење во врска со тоа? Притиснат е човекот, е голема грешка. Значи, човекот притиснат од надворешни фактори. Порака до политичкиот опонент кој сега е на власт, има и видни личности од актуелната опозиција. Омразата, почитувани, раѓа омраза. Злосторството раѓа друго злосторство. Реваншизмот раѓа друг реваншизам. Треба да знаат дека тие имаат списоци, ама и ние почнуваме да забележуваме на нашите списоци. И ако ова продолжи, кога тогаш ВМРО ќе врати? А кога ВМРО враќа, тоа е многу силно. Крајот на протестот всушност беше повик граѓаните утре повторно да излезат на улица и да ги повторат барањата, а Николовски најави дека протестите нема да завршат ниту со утрешниот ден. Освен да протестираат, од ВМРО ДПМНЕ одлучија и секој ден до 29 декември да блокираат и дел од најфреквентните крстосници во Скопје, и тоа во времето на најголемиот сообраќаен метеж, помеѓу 15 и 17 часот. Од полицијата најавија засилени мерки, со кои во овие 2 часа од денот возилата ќе бидат пренасочувани кон блиските булевари и улици. Од улиците на Скопје се враќаме во студиото на 360 степени. Вечерва со нас се Имер Селмани, поранешен министер, пратеник
градоначалник. Добро вечер. Добро вечер. Мирано. Сашо Клековски, аналитичар. Благодарам што сте со нас. Добро вечер, Мирано. Со вас ке почнем, Клековски. Дали може да се смета дека оваа најава на Никола Груевски е најава за дефинитивна оставка? Зошто во овој момент и што треба таа да предизвика? Па добро, мислам дека во повеќе наврати претходно беше очекувана оставка од Груевски. Некој очекува заради правните процеси што се водат, некој очекува заради политичките случувања, вклучувајќи ги резултатите на изборите и во декември и сега на локалните избори. Веќе во декември, да се подсетиме, целта на ВМРО-ДПМН беше да освои над 62 пратенички мандати, а се случи да освои далеку под тоа. За мене, без разлика што ВМРО-ДПМН освои повеќе еден пратеник или два повеќе од СДСМ, самиот факт дека не сте го постигнале тоа што сте го барале или ветиле пред изборите е доволно на основа да ја понесете одговорноста за тој резултат кој може да се смета неуспех. Веднаш по локалните избори, без анализа, мислам дека исто така беше момент кога веќе беше јасно дека Груевски нема веќе капацитет, нема што да понуди во партијата и да ја води понатаму и дека е неминовна замена на чело на ВМРО-ДПМН. Но зошто сега во овој се чини исклучително тежок, деликатен момент за партијата? Сега тука се косат двата искази за давањето оставка и за ситуацијата во Македонија и притисокот во ВМРО-ДПМН. Звучи многу контрадикторно дека ВМРО-ДПМН под голем притисок, Македонија пред историски моменти. А јас си одам, што е несоодветствено. Капетанот на бродот останува последен на бродот, ако е таква ситуацијата толку лоша како што се наведува во интервјуто во Курир. Така да е од тој аспект чудно што оставката се пакува во еден таков контекст, бидејќи ако е контекст таков, Груевски треба да остане во ВМРО-ДПМН и да го предводи ВМРО-ДПМН, донесе оствари излез од таа ситуација во која се наоѓаме. Меѓутоа, мислам дека е јасно дека потребно ново ВМРО-ДПМН, ново раководство која би имало нов почеток и би имала нова понуда до граѓаните на Македонија. Застанете овде, ќе продолжиме потоа околу евентуалните кандидати за наследници на Груевски. Селмани, дали Груевски во овој деликатен момент за партијата сепак со овој потекст смета дека може да ја помогне на својата партија? Para sa të jap përgjigjen konkrete, duhet vetëm të bëjmë një retrospektiv të vogël. Kush është sot Nikola Gruevski? Sot Nikola Gruevski është kryetar ende i ВМРО-DPMN-s me 5 procese gjyqësore i ngarkuar për keqpërdërim të detyrës zyrtare si kryeministër. Nikola Gruevski është lider më izoluar i një partie politike në Maqedoni, si nga institucionet ndërkombëtare nga jashtë, ashtu edhe nga brenda vetë në Maqedoni. Nikola Gruevski sot është njeriu më përgjegjës, më i madh për humbjen katastrofale të partisë ВМРО-DPMN-s në zgjedhjet lokale të fundit, një humbje që nuk kishe pësuar ВМРО-DPMN-ja asnjëherë deri tani prej ekzistimit të vet. Nikola Gruevski në kuluaret llogaritet si mentor i ndodhjes 27 prillit, se krejt të tjerët që tani janë në paraburgim ose janë në procedura të hetimit janë vetëm ekzekutorët. Ashtu që paralajmërimi i Nikola Gruevskit se do t'jap dorëheqje vjen edhe në momentin kur dje veteranët e ВМРО-DPMN-s haptazi kërkuan dorëheqjen e tij. Reformistët, reformatorët prej para një vjet e më tepër kërkojnë dorëheqjen e tij, kurse edhe komitetet atë që e kanë biseduar në tavolina, fshehtazi ndoshta, ja të parat ishin nga manastiri, por pritni nesër, pas nesër edhe nga qytetet tjera që do të kërkojnë dorëheqjen. Nikola Gruevski nuk i bën hajër më ВМРО-DPMN-s. Një ditë përpara të jap dorëheqjen Nikola Gruevski, ВМРО-ja do të ketë shans më të madhe të
këpurohet ose të rimëkëmbet si parti politike. Дори сега во овој момент кога 6 пратеници се под закана да одат во притвор. Po, pikërisht ajo. Dhe largimi i Nikola Gruevskit nga roli që e ka aktualisht dhe nga pozita e kryetarit të partisë është shanse e madhe nga ana tjetër për Republikën e Maqedonisë. Ajo do të thotë se me largimin e Nikola Gruevskit, VMRO DPMNE-ja mund të reorganizohet, reformatohet, ka mjaft kohë si parti opozitare 4 vitet e ardhshme të rimëkëmbet eventualisht, por është një shanse e madhe historike për vendin, për Republikën e Maqedonisë që 2018 jo vetëm të jetë vit i reformave në drejtësi, në ekonomi dhe në sferat e tjera, po viti 2018 pa Nikola Gruevskin të jetë viti i inkuadrimit të plot të Republikës e Maqedonisë në NATO dhe hapjen e dyerve për Bashkimin Evropian, rregullimit paqësor të gjithë raporteve me fqinjët, fqinjësi të mirë dhe gjithë ato kërkesa që i kemi pasur kahmoti nga komuniteti ndërkombëtar. Ashtu që unë shpresoj se këtë paralajmërim Nikola Gruevski do ta realizon dhe nuk do të jetë vetëm një blof i momentit, edhe pse nuk shoh se çka mund të fiton nga i blof, se vetë paralajmërimi për dorëheqje të Nikola Gruevskit me siguri se krijon një defetizëm të madh brenda strukturës VMRO DPMNE-s dhe një shuarje të adrenalinit të cilën e shohëm se ne në këto turma të cilat ata mundohen të mbajnë protesta, nuk ka më tepër se 100 ose 200 vet, po pikpyetja është edhe sa ata 100 vet pastaj do t'i kemi mbas tyre, t'i themi mbas dorëheqjes ose mbas paralajmërimit të dorëheqjes të Nikola Gruevskit. Mendoj se keq ndoshta është për VMRO-n, por sa më keq në këtë moment është për VMRO DPMNE-n, aq më mirë është për Maqedoninë. Клековски, пред да реплицирате, само ќе вратиме на чекор назад. Вие сметате дека не треба да бараме пораки меѓу редови во ова што вели ќе ја поднесам оставката пред органите на партијата? Мислите дека е тоа дефинитивно завршена работа? Ја мислам дека е дефинитивно завршена работа после изборите во декември и исходот од изборите во декември после локалните избори. Партијата не ја прифатат оставката? Мислам дека во овој момент ќе биде многу лошо за ВМРО ДПМНЕ ако посериозно не продискутира за како понатаму. Дел од незадоволството во ВМРО ДПМНЕ не е само затоа што ВМРО ДПМНЕ избра конфронтирачки курс во овие настани изминатите 2 години. Дел од незадоволството во ВМРО ДПМНЕ е дека ВМРО ДПМНЕ не зазеде подсвест конфронтирачки став во сите овие настани. Значи, проблемот со политиката овие 2 години во ВМРО ДПМНЕ и одењето цик-цак е дека се разочарани и умерените членови, кои го судуваат 27 април, се разочарани и поекстремните членови кои викаат дека треба да се оди до крај со ова борба против хунтата. Истинските револуционери. Ама има ли политика што и овие две струи може да ги обедини и да ги задоволи? Не, меѓутоа мислам дека за тој момент ВМРО ДПМНЕ пред да го направи следниот чекор и затоа оставката на Груевски ја гледам како можност да ВМРО ДПМНЕ е малку потемелно разговара што ќе биде следниот чекор, бидејќи одлука за бойкот на собрание во овој момент или бойкот на совети или излегување на од институциите ќе биде многу погрешен чекор за Македонија, бидејќи Македонија е пред многу важни одлуки, прашање дали тој прозор што ни се отвара за евроатлантските интеграции во следниот период, прв пат после 10 години на ваков начин, ќе се повтори брзо. Значи немаме да имаме ние вакви шанси секои 5 месеци. Сега е шансата и ВМРО ДПМНЕ мора да најде начин како да учествува во Но новиот лидер сметате дека ќе може да го пренебрегне овој момент на апсења, на видни членови, на притворање пратеници? Веројатно допрва ќе следат ломови внатре во партијата врз основа на пресудите кои што ќе почнат да стигнуваат од обвиненијата на СЈО. Ќе може ли ВМРО сето тоа да го следи како дел од владењето на правото и потребата да се етаблира тој принцип и да учествува, еве како што вие велите, конструктивно во реформската агенда? За 27 април предпоставам ќе збориме посебно од сегава дискусија за лидерството во ВМРО ДПМНЕ.
за подсетување дека при промената на власта во 2002 година над 130 видни функционери на ВМРО-ДПМН беа апсени. Ламбер Нудов, Војо Михајловски, низа други функционери на ВМРО-ДПМН беа апсени. Значи, не прв пат нас не се случува да после промена на власт имаме бран на апсење и ВМРО-ДПМН повторно се вратило тој бран на апсење. Прашањето е кој курс понатамо да се одбере и мислам дека досегашниот курс на конфронтација посебно за овие последните 2 години не беше продуктивен ниту за ВМРО-ДПМН, ниту за Македонија и дека партијата треба темелно да го преиспита тоа. Вклучувајќи со размислување за нови органи и за ново раководство. Значи, предпоставам дека вонредниот конгрес нема значи само избирање на нов лидер, туку можност за малку потемелна реконструкција на партијата. Околу стратегијата за идно делување на ВМРО-ДПМН, партијата засега не објавува, не обзнанува како понатаму, освен еве ова што го гледаме, блокирање на дел од крстосниците, протести секој ден пред кривичниот суд, тоа е еден вид на притисок, но предпоставам дека во главите на тие луѓе се и други можни методи на отпор. Што мислите вие? Mendoj se në kokat e krerëve të ВМРО-DPMN-s ka shumë gjëra. Para se gjithash ato gjithë e kanë problemin e të qenjes të vetë njerëzore. Për arsye se të ballafaqohesh për çdo javë me gjykata, me prokurori, me hyrje dalje në për zyrat e gjyqit në Shkup, me arrestime dhe gjithë ajo që bëhet konform vetëm një fillimi kur ende, vetëm duat përkujtoj, ende nuk kemi as fë nga reformat e kërkuara dhe të paralemruara në sistemin juridik në Maqedoni. Ende kur organet, si kur prokuroria, nuk ka prokuror, nuk ka të zgjedhur prokuror nga shumica e re parlamentare. Ende kur gjykatësit janë gjykatës të tefterit Gordanës. Gjykatës të cilët janë zgjedhur shumicën absolute. Се случи еден круг на избор во судскиот совет кој што не би рекол дека е сега веќе од тефтерот на Гордана Николовска. Vetëm ishte zgjedhja vetëm e kryetarit të gjyqit të Shkupit, domethënë gjithë gjykatësit tjerë janë ende nga tefteri Gordanës, ashtu që në momente të tilla ballafaqimi i krerëve me këtë situatë nga ana tjetër vazhdon domethënë puna e prokurisë speciale me gjithë rastet të ngritura dhe rastet që përgatiten të ngritur, mendoj se kjo VMRO, e cila tani e shohëm, është një hije shumë e dobët, e zbekt e VMRO-s së vërtet. Dhe paraqitja e 100-200 vetëve që blokojnë, protestojnë dhe blokojnë udhkriqet është me të vërtet vetëm një grimc e vogël e mundësisë një VMRO-DPMN të cilën e kemi parë më herët se si mund të organizohet, dhe unë mendoj se kjo stand-by situatë dhe paralemrimi ose mos paralemrimi i veprimeve të ardhshme se si ajo parti politike do të funksionon, është një kalkulim i mbrenshëm sa mbrenda organeve dhe njerëzve kryesor të VMRO-DPMN-s, aq më tepër edhe kërkim të një alternative, ndoshta të një shpëtimi të mundshëm nga të keqbërat në të kaluara nga vetë njerëzit kryesor të VMRO-DPMN-s. Dhe kjo situatë mund të ndërlidhet edhe me takimet e shpeshta të cilët tani organizohen nga presidenti i shtetit, ja sot ishin edhe kryetari parlamentit, kryetari VMRO-s, kryetari BDI-s, kryetari LSDM-s, do me thanë, para 2 netëve ishin takim kok më kok vetëm Nikola Gruevski, Zoran Zaev edhe Ivanovi, dhe mendoj se kërkojnë alternativa se si ta shpëtojnë situatën mbrenda që e kanë të krijuar VMRO-ja. Por, mos të harrojmë se shpëtimi i VMRO-DPMN-s duhet jo jashtë t'i themi transparencës ose asaj që shpekulohet se mund të jetë një marrëveshje e fshehur nën patronazhin
Presidenti të shtetit një amnestie mundshme, mendoj se ajo nuk duhet vjen parasysh, për arsye se qytetarët e Republikës së Maqedonisë gjithë, pa marrë parasysh feja dhe kombi, presën funksionim të shtetit juridik, presën gjithë ata që kanë gabuar të paraqiten para të drejtës dhe të marrin hakun e merituar, por jo në ombrellën e revanshizmit politik, jo në ombrellën e hakmerrjes, po në ombrellën e të drejtës, dhe të jetë një shembull shumë i mirë për gjeneratat e ardhshme që do të merren me politikë, se nuk duhet kuptuar politikën dhe përvecuar politikën për keqpërdorime, për interesa personale dhe grupore, por të vendohet në shërbim të interesit madhor të popullit dhe qytetarëve. Mendoj se gjithë kjo ndodhet edhe para momentit shumë të madh të 2018-ës, kur Maqedonia duhet edhe 2-3 muaj të krije reformat e mëdha, detyrat e shtëpisë që i ka për të marrë një propozim pozitiv për antarësim në BE dhe për hapjen e dyerve në NATO. Ashtu që ka shumë punë Vasko, por mendoj se ka fuqi tani që të dilen nga kjo situatë. Dobro, Кликовски, ќе ви дам шанса на пауза. Останете насад. Продолжуваме со емисијата. Клековски, кои се можните наследници на Груевски? Само ше едно дополнение дека најавата на оставка се совпадна со 3 јасни знака на поддршка на новата влада. Едно е следбата на министр за надвошни работи Никола Димитров со секретарот на државата Рекс Тилерсон во Америка. Второ е најавата, мислам, Ал Джазира најави дека нов амбасадор во Скопје ќе биде Хоит Ли. Иако нема потврда за тоа? Па добро, сега Ал Джазира е релативно сериозен извор. Го прифаќам дека не е фейк ньюс. Може би е погрешен. И третото е изјавата на Хан дека земјата се држи во добра насока и можни се поместување во 2018 година. Во една таква ситуација на поддршка на меѓународната заедница кон која ние се стремиме сите заедно, без разлика дали сме етнички македонци, етнички албанци или други, дали сме симпатизери на СДСМ или на ВМРО-ДПМН или на некоја друга партија, мислам дека е јасно дека сегашната политика на ВМРО-ДПМН, вклучувајќи за надвошна опозиција, вклучувајќи она за мене прилично несериозно одбивање на договор за добрососедство со Бугарија и во ќорсокак и дека со таа политика и со тоа раководство понатаму не може да се оди. Мислам дека ВМРО-ДПМН мора на најден начин да избере раководство кое партијата ќе ја доведе во една модерна партија на десно-центарот, да не кажем десничарска, пошто кај нас тоа грубо звучи, и ќе приспита одредени ставови во однос на евроатлантските интеграции. Да ве потсетам, Груевски сметаше дека тоа исчекорување кон центарот го чинел пораз. Не би можел да се сложам лично јас. Мислам дека ако гледам во кои средини на локалните избори помалку симпатизери на ВМРО излегува на изборите, најмногу во Скопје и во Битола. Тезата беше се обидовме да им се допаднеме на албанците, на меѓународната заедница и го добивме. Тоа беше тезата, велел на Груевски. Така беше тезата. Значи, тоа е цик-цак од дењето. Значи, еден ден организирате наставни пред ДИК, следниот ден се сликате со бели. Тоа не оди така. Или Но не измислам, се сеќават, имаше интервју на Алфа во кој што тоа го зборуваше. Или одите против бели, или одите мислам малку поконзистентна политика. Во повеќето најголеми загуби ВМРО-ДПМН доживеа во големите урбани центри. И мислам дека не е тоа затоа што не одеше подсвесно на одредени ситуации, туку затоа што одеше цик-цак. Ја не верувам дека не може да ја задржи поддршката ако беше конзистентен, ама немаше конзистентност. Бидејќи дневно се менуваа пораките, дали
Дали Бели е пријател или непријател, дали со кого се води судиот и на крај, мислам дека со приемот на Димитров Кај Тилесон, кој што е сепак номинација на дека ќе се Доналд добие Трамп, републиканска подршка за агендата на ВМ-ДПМН. Таа надеж е затворена и мислам дека треба да се гледат нови опции. И сега кои се новите опции? Ја не верувам дека ВМ-ДПМН треба да отстапи од основните постулати на модерна десница, со кои ВМ-ДПМН најмногу симпатија освои, воведувањето на рамен данок, фискалните реформи, проектите што ги спроведуваше и во почетниот период и во завршниот период. Мислам дека е јасно дека треба да се задржи што по-десно во економијата, бидејќи имаме премногу државна интервенција во економијата и нас ни треба помалку мешање на државата во економијата. Ама тоа го промовираше и ВМРО-ДПМН во претходните. Да, меѓутоа мислам дека години. треба и својот став кон меѓународната заедница и кон тековите што доаѓаат од меѓународната заедница да бидат малку поинаку третирани. При што за мене изворот на модерниот конзерватизам треба да биде Европа, а не Америка, бидејќи следејќи некои модели од Америка, која е високо поларизирана по одредени прашања, направивме поларизација на прашања што не беа непотребни во Македонија. Кои се потенцијалните, кажете ми, кандидати за евентуален наследник на Груевски? Се тоа шпекулации, ако смееме да шпекулираме ние, како што се спекулира во јавноста. Груевски го избра Љупчо Ѓоргиевски. Мислам дека кандидатот што ќе може да обедини најмногу, условно да кажем, фракции во ВМ-ДПМН. Значи, таму има фракција која потекнува од средношколските протести од 1997 година. Околу Антонио Милошевски, Владко Ѓорчев, други учесници на тие протести. Има една техноструктура која е вогано менеджерски ориентирана и можеби не е толку видлива, не е експонирана во првите ешелони и во има лидер таа структура? Па мислам дека Мичковски е представник на таа структура, он доаѓа од позицијата директор на ЕЛЕМ и мислам дека има поддршка од дел од тие техно-менеджерски структури. Дали Груевски би се држал настрана или би избрал свој фаворит? Има поддршка одредена за Никола Поповски, се спомнуваат Илија Димовски и други можни кандидати. Убавината на сето ова што се спомнуваат повеќе кандидати. И што во овој момент никој не може да предвиди со точност како би бил исходот, што е само по себе подемократското отколку тоа што сме го имале во минатото. Груевски ќе избере сам свој наследник, ќе сака, како да кажем, да го исфорсира, да го промовира пред делегатите на Конгресот или мислите дека ќе остави демократска или полудемократска трка во рамките на партијата? Јас мислам дека таа ќе биде на полудемократска трка, нема да биде чисто демократска сигурно. Нема да може Груевски сам да го форсира и да го наметне кандидатот, затоа што веќе не е таа позиција на Груевски која што беше пред 3 или 4 години. Да беше пред 3-4 години, сигурно тогаш имаше моќ таква Груевски, меѓутоа сега не. Времињата ако е Христијан Мицковски еве најблискиот до Груевски во овој момент, ако предпоставуваме дека тој е неговиот фаворит, што мислите вие за него? Генералниот секретар на партијата. Па јас мислам, сега лицитиравме со неколку имиња, мислам дека има 2-3 луѓе кои што стварно добри можеле да се понесат. Мицковски сигурно дека е еден од тие што може убаво да ја понесе новата задача. И мислам дека што поскоро тоа го прават и тоа по можност до нова година, ВМРО-ДПМН многу ќе си помогне на себе, меѓутоа ќе и помогне и на Република Македонија. ВМРО-ДПМН ќе мора да се реорганизира и тоа многу скоро. Дај Боже да ова најава на Никола Груевски испадне стварно таква да се реализира, затоа што ВМРО-ДПМН има историска шанса да не чека премногу за да се реабилитира. Она може многу брзо да се реабилитира со едно ново раководство, со нов лидер, раководство и лидер кој што не се во списокот на специјалното јавно обвинителство за гонење на криминалот од прислушуваните разговори, не се во листата на
ментори, организатори и така натаму на случувањето од 27 април ова година и луѓе кои што сигурно ќе мора да имат поддршката сепак внатре од структурата. Има такви. Мицковски еден, можеби, и Тодоров, односно Поповски. Тодоров се повлече, Поповски сигурно дека еден од тие што може да ја понесе таа одговорност. Меѓутоа, ВМРО ДПМН го има моментумот и треба да го искористи моментумот да ги поддржи реформите и промените кои што меѓународната заедница ги очекува од Република Македонија, за да ние веќе следната година станеме, односно направиме чекор вистински да станеме членка на НАТО и да ги подотвориме вратите во ЕУ, кога на некој начин Република Македонија последните месеци е некоја нова звезда во кулуарите на Брисел и во Вашингтон се разбира. И денешна средба на министрот за надворешни работи со секретарот на Стейт Департментот е голема можност и голема чест се разбира и голема порака дека ние треба да го направиме вистинскиот чекор следните 2-3 месеци. ВМРО ДПМН, ако го фати чекорот, ги поддржи реформите, законските промени, има еден куп закони кои што треба да се усвојат. Ако поддржи решение кој што ќе треба да се најде солуција, компромис со Република Грција околу спорот со името, таа ќе се реабилитира и таа може да очекува да се врати пак назад. Поскоро него да почне како што сакат тврдокорните или екстремно десните, затоа што таа политика сигурно, ама јас сум сигурен дека ќе ги остави само со 2-3 општини и во наредните избори локални или со еден, да кажеме, грст пратеници наредните парламентарни избори. Клековски, дали ова што се случува околу настаните од 27 април, серијата апсења, притворења и така натаму, на некој начин ја става ВМРО ДПМН во тешка позиција да заземе или да продолжи да зазема конструктивен однос кон реформските теми, подоцна и кон прашањето за името. Се појави едно индикативно интервју на Заев за Капитал, во кој што вели ја имаме поддршката на ВМРО ДПМН за прашањето за името. Па мислам дека секако дека симнувањето на имунитет на 6 пратеника како и приведување на поголема група става притисок внатре во ВМРО ДПМН во кој правец да се движат работите. Секако чувството на загрозеност од надвор е сега во моментот многу големо и затоа јас мислам дека можеби не треба да се брза со толку брзо да биде промената на раководството, туку можеби да се бара начин како тоа да се изведе на најдемократски можен начин. Јас само да подсетам дека не само во Грција, во неа демократија, туку и во Хрватска, во ХДЗ, лидерите на партијата веќе се бират на директни избори од членството на партијата. Ја викам, ако можат грците и хрватите, зашто ВМРО ДПМН да не воспостави прв демократска... И Албанија. Политичките партии во Албанија исто така. Значи, сите можат толку пракса, да. Зашто ВМРО ДПМН да не го следи примерот на ХДЗ и да оди малку на посуштински промени на статутот и да обезбеди директно гласање на членовите. Членовите да одедат кои сакат да биде лидер. Бидејќи, видите, дури не се ослободат политичките партии од контролата на председателите, многу тешко можеме да збориме за ослободување на политичкиот простор. Севкупниот. И ВМРО ДПМН може да направи таков исчекор кој ќе биде во една сосема друга насока. Во моментот воспоставениот политички диалог е неопходен за да не се отиде во нова конфронтација, од типот на бојкот на собранието, не учествува работата на собранието, што мислам дека ќе биде штетно за сите. Но има еден таков притисок врз ВМРО ДПМН во овој момент од целиот овој корпус на настани кој што се случува, особено поради 27 април. За мислите? Да. Па јас мислам дека тие се свесни дека бојкотот нема да им ја олесни состојбата. А учеството во работата на органите на државата, собранието, комисиите и така натаму, и учеството во диалогот како што денеска го видовме и синоќа
и евентуално сите следни диалози кои што за големите прашања ќе се стават на маса и ќе се дебатираат помеѓу власта и опозицијата, ќе и олесни на ВМРО ДПМН што поскоро да се поврати на вистинскиот курс, кој што она може да го направи затоа што има широка база на членство и поддржувачи. Но знаете, логиката од таа страна е сега, тие нас не апсат, ние сега ќе им ги гласаме ли законите? Не. Тие треба да размислат дека не гласат ништо за СДСМ, ниту за владата на Република Македонија. Тие, ако поддржат било кој реформски закон, тоа ќе го направат и треба да го направат само за Република Македонија и нејзините граѓани. Но ловориките ќе одат кај власта. Па ако тоа не го направат или ако го направат под одреден притисок, последен момент да се одлучат да гласат, затоа што мора да гласат, тогаш сите заслуги ќе отидат кон власта. Меѓутоа, ако го направат во еден транспарентен модел, во едно учество, интерактивно, при донесување на сите закони, сега реформските закони околу реформите во секторот на безбедноста, нели, ДБК и така натаму, прислушкувањето, сите да кажеме закони кои што треба да се менуваат во делот на правосудниот систем и така натаму, нивното учество во една транспарентна постапка, нив ќе ги направи само поголеми, полојални и поддржавнотворни. Ако сето тоа резултира со наше членство во НАТО, сигурно дека ќе им даде добра заслуга и на нив. Ако го направат спротивното, мислам дека тогаш влегуваат уште во поголема белја со самите себе си. Значи, во врска со 27 април и апсењата, мислам дека повеќето клучни фактори во ВМРО-ДПМН и тогаш и сега бараат да се казнат виновниците во настаните. Предпоставам дека шокот во ВМРО-ДПМН во моментот кривичното дело со кое се теретат пратениците и обвинителството не сака да објасни на вистина дали сите 36 мина ќе одговараат за истото дело, што е тешко сите имат иста вина во настаните и јас гледам и историски проблеми во однос на судството и во моментот што се случува со постапките со 27 април. Историски ние повеќето од мојата генерација се воспитани во духот на него признавам судот, го признавам само судот на мојата партија. Или таа една реченица од Тито на судење во предвојна, ма не ова предвојна, она предвојна Југославија, ние имаме низа случувања. Албанците не веруваат во судските процеси во македонските судови, пошто мислат дека таму се суди антиалбански. Се сеќавате вакви протести, исти вакви протести пред судот, имаше кога се одземаше имунитетот на Владо Бучковски. Имаше немили сцени во комисијата, во собранието, со затварање на врати, со вегање меѓу претениците, со протести надвор тоа. Значи, ние имаме генерално недоверба дека судството ќе суди фер, транспарентно и непристрасно на нашите членови. И тоа, бога ми, истото не реформирано судство, нели? Јас не мислам дека нешто многу се смени од 5-6 месеци. Ништо не е сменето. Истото обвинителство, истиот суди сега ги водат овие постапки. Или тогаш СДСМ не беше во право дека целото правосудство ни е сваровски направено, а и ВМРО не може да тврди дека е некој друго правосудство, пошто се тоа обвинители суди што веќе беа во судскиот... А што е проблемот на вистина? Дали е во интегритетот на луѓето кои што се таму? Тоа е посебна емисија, можеме да дискутираме, зашто исти органи со многу сличен состав и исти институции постапуваат релативно различно при промена на власта. Веројатно има притисок од извршната власт и главната дилема кога се сретна Заев и Груевски заедно со Иванов, за мен е прашањето дали е тоа облик на политички притисок во судот. Пошто што точно разговараат? Постапката во однос на 27 април треба да ја води правосудството, а не да ја преговарат политичките лидери, осим ако не разговараат за амнестија, што е политички чин. Меѓутоа, делот реакциите на 27 април се должат на нетранспарентното однесување на јавното обвинителство. Првиот ден беа лифирувани имиња на луѓе што не беа
воопшто виновни. Ама тоа не го правеше обвинителството. А од каде излегоа имињата? Тоа медиумите шпекулира, верувате ми, тоа не беше брифинг од обвинителството. Но Како јас да се согласувам дека обвинителството е крајно нетранспарентно, се сведе на две реченици соопштение. Се објави имиња на соопштение. луѓе како Сашо Стефановски, кој веројатно се вика исто како Сашо Василевски, двојцата се доктори од Не, Охрид. тоа не е обвинителството, верувајте. Како е да е, имаше еден дел од нетранспарентност. Исто така, фактот дека скоро е невозможно сите да имат иста вина, а се теретат сите за истото. За тоа се согласувам дека обвинителството треба да излезе и да објасни. Е многу објасни нетранспарентно. Дури што има се наставните случува во со тоа. Куманово, не се сите третирани со истото обвинение. Затоа што има инспиратори, организатори и извршители. Предпоставам дека одговорноста на инспираторите и организаторите треба да биде највисока. И на крај Белким никој не верува дека Чавков е највисокиот во таа структура. Посебно што провладени медиуми подолго време шпекулираат дека има виберкомуникација која укажува на која е хиерархијата на комуникација во настаните на 27 април, а Чавков не е највисоко во таа хиерархија. Значи има многу прашања што таму и секако на ниво на одмаздолюбивост, вклучувајќи, пошто веќе го спомнавме Чавков, фактот дека излегоа слики од неговото апсење, што е секако далеко од тоа што го правеше ВМРО-ДПМН со филмуваните апсења кои беа наменети за понижување, како во случајот на Љубе Бошковски, далеко од истото рамниште. Ова е неприфатливо ниво. Меѓутоа, мислам дека за сликата од притворот, од затворот, некој треба да одговара. Си има слика на полицаец на Фејсбук, има постирана на полицаец. Апсолутно. Се согласувам да сме нормална држава, некој треба да одговара за тоа. Значи има едно ниво која подсетува не во истиот амплитуда, не како на однесувањето на ВМРО-ДПМН, и ВМРО-ДПМН се не слуша така првите 3 месеци, туку се не слуша така после повеќе години и мислам дека убаво е обвинителството да направи максимално во комуникација, во транспарентност, во презумпција на невиноста, да процесот добие тек како што треба да добие. Мислам дека е важно за сите нас да дознаеме што се случи и еден дел од работите што сите граѓани ги интересира, да овие шпекулации што се кружат околу вмешаност на странски служби, присуството на странски служби во собранието, да се разјаснат, што Но ова не е обид за релативизација на вашиот став дека сепак одговорност мора да се понесе за тој чин, така? Виновните, меѓутоа еве лапсуси какви се прави денеска груби, рече обвинетите мора да одговарат за 27 април. Предпоставувам, мислеше виновните треба да одговарат за 27 април, пошто треба да видиме. Не знаеме и преводот дали беше соодветен. Да, ама комуникацијата на Макфакс Веста беше дека обвинетите, и сега јас се гледам, иначе викам нови луѓе им е пресудено веќе. И мислам дека поради големата осетливост да не ги повтораме грешките од минатото кои ќе водат на натамошна поларизација, треба многу внимателно да се комуницира за ова. Значи, очигледно, основното јавно обвинителство, односно редовното јавно обвинителство, ништо не научило во дело на транспарентноста, она што го гледаме и она што почнавме прв да гледаме како едно јавно обвинителство треба да биде транспарентна, комуникативна и достапна со информации за граѓаните, а тоа е специјалното јавно обвинителство. Како може специјалното јавно обвинителство во пресконференција отворена за прашање за сите новинари, да дадат детали од сите постапки, процеси што ги покренува, обвинение и така натаму, а основното јавно обвинителство се однесува исто како што се однесуваше за случајот Монструм, кога во тотално, да кажеме, нетранспарентен процес затвори доживотно, односно бараше и успеа во тоа доживотно да затвори луѓе. Држа заедно министерката и обвинителството. Значи, тоа пресконференција беше само за да се одржи пресконференцијата. Инаку, ова нетранспарентност на основното јавно обвинителство и дилемите, шпекулациите кои што ги подгрева, кој стои зад основното јавно обвинителство, уште еден мотив е
да ВМРО ДПМН како политичка структура учествува заедно со СДСМ во реформирањето на правниот систем во Република Македонија, односно во реформирањето согласно препораките на Прибе и барањата на Брисел. Зашто? Затоа што ако до вчера за се што не чинеше, СДСМ го обвинуваше Никола Груевски дека стои зад обвинителите и судиите, а фала Богу тоа се потврди од прислушуваните разговори дека навистина било така, нарачени обвиненија, нарачени пресуди и така натаму. Денеска слушам, односно вчера, завчера, ВМРО ДПМН сега го обвинува Зоран Заев дека стои зад сите постапки на основното јавно обвинителство. Прашањето е како може да стои, кога дури нема нов јавен обвинител. Сите обвинители се избрани од времето на ВМРО ДПМН. Како? Не. Чекај. За сите висши позиции во обвинителство треба да имате 10-15 години работно искуство. Значи цело висшите обвинители. Ви се молам да го довршам. Новиот републички јавен обвинител е 30 години во обвинителството. Одделението за организиран криминал беше моделирано во времето на претходната власт. Сашо, можеш да се потрудиш колку сакаш да го браниш ВМРО ДПМН, меѓутоа не можеш да го одбраниш затоа што и ти знаеш и јас знам дека ВМРО ДПМН целосно во своето управување со владата успеа јавното обвинителство да го стави во рака. Тоа е првиот момент. Вториот момент. Своји обвинители. Значи, мојата теза дека многу од тие обвинители се избрани во други времиња. Не се избрани од тефтерчето. Зошто сите тие молчат, тоа е друго. Вториот момент. Не може сега ВМРО ДПМН и Никола Груевски да го обвини Зоран Заев дека го контролира јавното обвинителство, кога се уште не е одбран човек кој што Зврлевски треба да го замени. Не е одбран. Се уште функционира, значи, со старата структура. И едното и второто, во конотација го кажав дека ВМРО ДПМН во нејзин интерес е да соработува сега со СДСМ за итните реформи, за пакетот реформи, кои што ние треба како држава да го усвоиме до јануари. Затоа што со вакво нереформирано обвинителство и судство, проблем ќе има не само денеска ВМРО ДПМН, не само утре СДСМ, туку секој граѓанин, ако можат функционери, политички партии, луѓе кои што имале некоја моќ или имат моќ, да имат такви проблеми, замислете какви проблеми све има еден обичен граѓанин на Република Македонија со вакво обвинителство. Уште една кратка пауза и се враќаме со финалето на емисијата. Бидете и понатаму на ОСА. Ова емисијата 360 степени, полека влегуваме во финалето вечерва. Клековски, што би бил посекуваниот правец на развој на настаните на некаков среден рок? Значи, јас обично викам дека власта е одговорна за текот на настаните, бидејќи кај неј заемопта, меѓутоа сега ќе се обратам до ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН ноќеска денови ве пред одлука како да постапи понатаму во врска со апсењата на пратеници и симпатизери поврзано со 27 април. И имат еден модел на натамошна конфронтација, што би значила бойкот на собранието, излегување од собранието, може би излегување од други институции. И јас се надам дека ВМРО ДПМН нема да го одбере тој пат. ВМРО ДПМН може да направи целосна промена, да бара се што може да се обезбеди фер, транспарентно судење на учесниците на 27 април. Може да бара меѓународен мониторинг, може да бара посебни услови за обвивање на судењето, за да се обезбеди дека на вистина судењето ќе биде фер и правично, и дека ќе добиеме на крај вистината, што веројатно нас сите најмногу не тангира. И исто така мислам дека ќе најде сили да се вклучи во клучните национални прашања и ратификацијата на договорот со Бугарија, која е од интерес за сите граѓани. Иако беше најавено собирање подписи за референдум против договорот.
Мислам, значи може да се оди во една патека на конфронтација со референдумот за тријадната поделба. Тоа ВМРО-ДПМН го врати во игра и подоцна го донесе на власт. Меѓутоа сега не сме 2004. Мислам дека мораме да го разбереме новото време, новиот контекст и потребата. Истиот рецепт не функционира. Од поинакви пристапи по повеќе прашања. Салмани, и за вас истото прашање. Јас очекувам дека 2018 година ќе биде година на Република Македонија. Дека ќе ни се случат добри, убави работи. Дека долго очекуваните интеграцијски процеси конечно ќе ги фатиме, ќе го фатиме чекорот. Дека има позитивен ветер кој што во моментот не дува во грб. Тој момент треба да го искористиме од надвор. Тие нови пријатели, вклучувајќи ја и Бугарија, која што многу активно последните, да кажеме, месец-два се приклучува на поддршката, на секаков тип на поддршка према Република Македонија, вклучувајќи ја и, да кажеме, решавањето на долгодеценискиот спор со црквата и така натаму. Ценам дека ВМРО-ДПМН треба да го искористи историскиот момент, не да се радикализира, не да се екстремизира, затоа што она виде со радикализам и со екстремни позиции, дури да има и повеќе пратеници добиено на парламентарни избори, не може да формира влада. Ако не можеше 2016, односно 2017 година да формира влада, сигурно дека нема да може да формира во било кое време следно, па макар да има и повеќе пратеници, со таква една позиција према внатрешните прашања, визави албанците пред се и према меѓународната заедница, визави НАТО и европските евроинтеграцијски процеси. ВМРО-ДПМН треба да заборави на политиката на вртење према истогот. Тоа што изминатите неколку години преку нивните гласноговорници, тоа беше повеќе кокетирање, реално вртење немаше. Не, видете, доволно е, значи, кога вие вашите блиски луѓе ги стимулирате да дават такви ставови, вие може да кажете дека тоа не е вистина, дека ние остануваме на тој курс, меѓутоа реално создава забуна внатре во државата. И не е случајно, ние имавме над 90% поддршка од граѓаните за НАТО интегрирање и за ЕУ интегрирање. Руската федерација била нервозна од тоа што не возвраќала владата на Груевски. Тој процент некаде сега е 75%, што е пак многу високо, значи сепак солидно високо. Меѓутоа ценам дека ВМРО-ДПМН има последен моментум да фати, да се прво, значи внатре дома да си ги расчисти работите, да одбере ново раководство, нов лидер и да ги поддржи сите овие реформски процеси кои што ќе останат во историјата како еден убав момент и убава година за Република Македонија. Јас сум оптимист во таа насока, меѓутоа се разбира дека сепак во рацете на ВМРО-ДПМН како ќе се однесува, а власта се разбира треба да биде максимално коректна, затоа што да, одговорноста на власта е премногу голема. Треба правосудните органи да ги остави да работат сами, без никаков притисок, сами да одлучуваат, и обвинителство да работи независно, и судство да работи независно, и се разбира пред се да се посвети на интегративните процеси и создавање на добар економски амбиент заради долго очекуваниот економски развој кој што го немаме со многу. Има многу пречки на тој пат, да, можеби 2018 година на шанси, на можности, но ако сето тоа па не успее, тоа ќе биде уште една година на големи разочарувања. Затоа да видиме. Секојаш кога има големи очекувања, неостварувањето на очекувањето после е големо разочарување. Меѓутоа, знаете, никој нема да ни биде крив ако не успееме. Околностите се навистина многу поволни за Република Македонија. Ви благодарам вечера што бевте дел од 360 степени. Se надам дека имавме интересен разговор за гледачите. Ве поканувам до крај да ја одгледаме и саботажата. Иако се почна многу порано како иницијална каписла со која работите тргнаа во насоката која изгледа не заврши според планираното. Се смета моментот кога на народот чие име постојано се користи како маска, му беше наложено да ги соблече папучите. Сакам да им порачам на сите граѓани дека ако сметаат и ако планираат со седење дома и гледање телевизија, дека некој друг ќе им ја одбрани државата,
длабоко се во заблуда. Дел од народот, оној што до тој ден изгледа беше во заблуда, го чу тој крик и се уште залулан во 10-годишниот сон за кој го уверуваа дека ќе трае вечно. Ревносно почна да ја манифестира својата будност и лојалност, ама не кон собствената, туку кон приватната држава на неколку темина. Во неделата Никола Груевски даде интервју и кажа дека народот не може да трпи, следниот ден почнуваат протести. Ако тоа не е дугме, ја не знам што е. Деновите во кои се нижеа мирни маршови, на кои само навидум се продуцираше некаква освестувачка мисија за некакво заедништво, беа прекинувани со мощни, јасни и специфични пораки, од кои прецизно се забележуваше целта кон која се насочува масата и се надзираше сценариото во кое политички неталентираните актери, пејачи и уметници ќе треба да упаднат. Гневот на народот се собира. И затоа треба да бидеме свесни дека само 20 метра не дадат од тамо кога ќе си го побараме сувереното право да одлучуваме. Овие внатре 120 мина ние ги пративме. Ние ќе ги извадиме. Времето кое неумоливо течеше водеше кон конечниот расплет, отварајќи ги патем вистинските извори од кои се креваше водостојот и се правеа бранови, со кои преку плеќите на доследните пливачи се покриваа сите нуркачи во матните води. Доколку СДСМ влезе во таков сценарио за кој се заговара деновиве, на неправно, незаконско, недемократско, неделовничко однесување во парламентот, треба да знае дека ВМРО ДПМН ќе реагира оштро. А треба да очекува дека и народот во Македонија ќе има сериозна реакција според оно што можеме да го видиме деновиве. Свесни или не за тоа дека се дел од игра за нечи личен спас, а не за спас на државата, оние за чија судбина сега, со или без право се ламентира. Самите навестува дека имаат резервна агенда со која ќе го спречат тоа што според оној што ја поттикна нивната партиципација во трагедијата. Е спротивно на интересите на народот, ама на неговата приватна Македонија. Какви чекори ќе превземете доколку СДСМ во текот на следната недела се обиде да го прекрши деловникот на собранието за да изберат председател на истото и потоа за да изберат влада? Верувам дека во понеделник тоа нема да се случи, меѓутоа ние сме за се подготвени, имаме за се план Б и верувам дека добро ќе функционира. Сигналот стаса тогаш кога веројатно и секој нормален очекуваше да стаса. И се функционираше. Копчето повторно беше притиснато, а народот, како и секој друг народ, сака да влезе во историјата, особено кога кој, ако не неговите народни избраници, ќе му ја отворат вратата. Мегафоните силно ечеа. Народот си ја врати државата. Не знам што сте гледале, јас знам дека не се гледам никаде. Кој ви даваше наредба да ги отварате вратите? А од кој ги отворил вратите? Значи не е точно дека на досега објавени снимки воопшто се гледа. Кој ви даваше наредба да ги отварате вратите? Кој ги отворил вратите? Ја признавате ли вината? Тарни се со микрофоната, молам се. Кој ви даваше наредба да ги отварате вратите? Кој врати? Јас секој ден отварам врати. Неразумниот домакински гест не отвори вратата на спасот на Македонија, туку на одговорност. И разбирливо откако на неа се чукна, сите почнаа да сочувствуваат, да тврдат дека се работи за политички прогони, да бегаат од неа. Освен тој, што секогаш е подготвен на својот грб да ја носи за сите ако треба, ама само пред микрофоните. Мене нека ми уапса. Колку сакат нека ми дадат години. Доживотен затвор ако сакат нека ми дадат. Раководството нека го уапса. Нека не се занимаваат, нека не гонат луѓе кои што во емоција влегле и изгрешиле. И на крајот, на сите кои емоцијата им била посилна од разумот. Ова што се случи ќе не чукне по глава и секој ќе чукне по глава и секој треба да чукне по глава и да размисли каде одиме. Ние пропаѓаме, а ние не треба да пропаѓаме. Пропаѓаат само оние кои наместо да го стават прстот на челото, ја спуштиат целата рака пред очите, изманипулирани дека и таа, правдата, ќе биде слепа. Завршува уште едно издание на 360 степени. Следното е в понеделник од 22:30. Пријатно.